Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И ова 2022 година, почитувани слушатели, полека си заминува, но затоа пак радиопрограмата Глас од Македонија секоја недела е со радиочасот во вашите домови. Вечерва, покрај новините и поздравните честитки, ќе дадеме мал коментар, но и прилог за Свети Климент Охридски. Па нека песната "Има ли уште кој да не знае до каде е Македонија" ја отвори вечерашнава наша програма, а која е честитка по повод божичните и новогодишните празници до своите најблиски роднини, пријатели, соселани и до целиот македонски народ, за да новата 2023 година им донесе и понатаму добро здравје, радост во фамилијата, но и убавини за Македонија, каде неправдите врз македонскиот народ ќе бидат победени. Тоа го посакуваат нашите сонародници Лена Станвик со фамилијата од село Арменско, Ѓорđ Стрезов од село Неволени со својата фамилија и Митре и Виолета Веловски од село Цапари со ќерките Билјана и Елизабет и нивните фамилии. Има ли некој кој што не знае каква е наша Македонија? Македонска
Честитки за Божик и новата 2023 година до сите своји најблиски роднини, пријатели, соселани и до целиот македонски народ повторно, но од други наши сонародници, нашите сонароднички Ника, Родна и Цена со своите фамилии, кои им посакуваат радосни, среќни денови во годината, но и Македонија да ги победи сите демони за да биде она што си била.
plani, ej makedonski, sela, polinja i gradovi, do visokite planini, surani i tapani, daj zagrmete, zemlja makedonska, da se zatrese, teško ono makedonsko, da zaigrame, teški maki makedonski, da zaboravime. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете и да кликнете на Subscribe. Но затоа пак повторно ја барам вашата парична помош за радиочас од Глас од Македонија. Доколку мислите дека Глас од Македонија, кој постои веќе 53 години, а јас лично го презедов од 1977 година, морам да признам изворот на плаќање на станицата веќе секна. Би сакала и овој пат, ако навистина према вас заслужил и понатаму да го слушате секоја недела овој радиочас, излезете што побрзо во пресред, зашто рокот е ограничен. Тоа зависи сега од сите вас, колку ви значи оваа радиопрограма. Телефонот е 647 780 6549. Црковната управа на Света недела од Еџекс со председателот Славе Бунтевски ве поканува заедно да ја дочекате новата 2023 година во салата на истоимената црква со почеток во 7 часот на вечер. Богатата гозба која за возрастни $80, а за деца до 12 години само $30 со кешбар, разиграна музика што низ целата вечер ќе биде со вас со оркестрот на Ице и Веле, ќе биде уште една незаборавена вечер. За влезни карти јавете се на 905 426 5355. На 28 јануари во чест на Света Марина ќе се одржи банкет со богата вечера и музика во салата на црквата Света недела во Еџекс. Приходот од тој банкет ќе оди за реставрирање или реновирање на црквата Света Марина во село Туминец, Мала Преспа. Цената е само $50. Јавете се до црковниот телефон на Света недела на 905 426 5355 или до председателот Славе Бунтевски на 647 512 5393. А сега да се префрлиме кај фамилијата Јаневски. Имено овие денови тие имаат за што да се кажува, за што да се слави. Во очи на именденот од твојот татко кога се роди, ти мили наш сине Александар Питер, а 1 година од твојата рожба и секој нов ден со тебе и е и наша голема радост. Денес ни е тато Никола, мама Джоана, дедо Менде, баба Маријана, тета Наташа Јаневски од село Могила Битолско, баба Деспина, а посебно прабабата Ленче Христовска со фамилијата од Битола. Со целото наше срце ти го честитаме твојот прв роден ден. Ти го честитаме за да од се срце ти кажеме колку многу те сакаме. Ти го честитаме за да ни бидеш среќно и весело до длабока старост, а во брзо време и со твое сестриче да се израдуваме. Песната нека ти каже повеќе, но истовремено нека и честитка до сите најблиски роднини и пријатели, како и до целиот македонски народ по повод божичните и новогодишните празници со радост и убавини да ги дочекаат. Pogledaj, raskini milo, pobrzaj, ajde ključe pogledaj, srce na dedo razigraj, lice na baba pogledaj, raskini milo, pobrzaj. Ključe na dedo angelče, radosna baba grulavče, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Ključe na dedo radosna baba grulavče, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna.
насмевка ќе ви подарам, животот ќе ви продолжам. Крени ме дедо, крени ме, земи ме бабо, земи ме, насмевка ќе ви подарам, животот ќе ви продолжам. Куче на дедо, ангелче, радосна баба, глумавче, среќа на тато голема, љубов на мама бескрајна. Куче на дедо, ангелче, радосна баба, глумавче, среќа на тато голема, љубов на мама бескрајна. Srca radost pomete, pari vije zemajte, naša radost pamtete. Kuće na dedo, angelče, radosna baba, glumavče, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Kuće na dedo, angelče, radosna baba, glumavče, sreća na tato golema, ljubovna mama beskrajna. Па честит прв роден ден на малиот Александар Питер и како што беше и во самата желба, нека во брзо време се радуваат родителите и за негово сестриче. Истовремено и на денот што доаѓа Свет Никола, нека му е честит имен денот на таткото Никола Јаневски. Неден тим од фирма Real Estate, специјалисти за продавање и купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262. А пак, ако сакате да купите ауто од марката Volkswagen, дали сате или ви треба поправка или некој дел, тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Квалитетот што го прави овој наш сонародник и за многу поволни цени е навистина загарантиран. Јавете се на 416-725-6335. А сега да ги проследиме блиц вестите. Советот на Европа повторно го крена гласот кон Бугарија. Комитетот на министри ги повика властите во Софија да ги почитуваат пресудите на Европскиот суд за човекови права и да дозволат регистрација на Сдруженијата на македонското малцинство. Во одлуката се вели дека Софија продолжува рутински да одбива регистрација, наоѓајќи нови основи за тоа. Од ОМО Илинден Пирин велат дека сегашните формулации на Советот се поостри и покатегорични и дополнителен притисок за реализација на пресудите од Страсбур. Михела Димовска со деталите. Бугарските власти да ги спроведат одлуките на Европскиот суд за човекови права во Страсбур и да дозволат регистрација на Сдруженијата на македонското малцинство, одлучи Комитетот на министри на Советот на Европа. На состанокот кој се одржал од 6 до 8 декември, Комитетот ги разгледал неспроведените одлуки на судот во Страсбур за случаите во групата ОМО Илинден и други против Бугарија, кои се повеќе на број. Воедно, Комитетот ја повика Бугарската агенција за регистрација и надлежните судови да не отфрлаат регистрација на здруженија, а агенцијата да дава упатства за исправка на досиеата, доколку во нив има одредени недостатоци.
Изразуваме жалење за фактот што и покрај усвојувањето на времената резолуција во 2020 година и последователните одлуки, повеќе од 16 години по првата финална пресуда од оваа група, на здруженијата кои имаат за цел да остварат признавање на македонското малцинство, продолжува рутински да им се одбива регистрација главно поради поширок проблем на неодобрување на нивните цели и се соочуваат со постојана пракса од страна на властите кои наоѓаат нови основи за одбивање, иако документите за регистрација се неколку пати разгледувани. Пишува во втората точка од одлуката на Комитетот на министри. Во одлуката стои дека Комитетот ќе изврши контрола на спроведеното од овие препораки и во септември 2023 година. Оваа одлука според председателот на ОМО Илинден Пирин Стојко Стојков е чекор напред во остварување на човековите права на македонците во Бугарија, но вели дека проблемот за ова прашање е повеќе политички отколку законски. Не е проблемот ниту во документите, ниту во нешто друго. Проблемот е што има една, знаете, официјална политика дека такво малцинство нема и не смее да има, и затоа има повеќето пресуди се аргументирани преку тоа дека штом барате такво малцинство или сакате нешто за тоа малцинство да правите, вие сте закана за територијалната целост на државата, за суверенитетот на државата и затоа не може. Нешто кое што комитетот и во оваа одлука пак им кажува дека не смее да се користи како аргумент. Адвокатот на ОМО Илинден Пирин Тони Менкиновски оценува дека Бугарија е ставена пред свршен чин во делот на имплементирање на пресудите на судот во Страсбург, а доколку тоа не го стори, може да се соочи со одредени санкции. Бугарија се труди веќе 16 години да не ги имплементира овие одлуки и доколку не се спроведат овие одлуки, постои процедура за исклучување на Бугарија од Совет на Европа. Значи, тоа е последното скалило, бидејќи Совет на Европа нема да дозволи да не се имплементираат одлуките на судот во Страсбург во одредена држава и со тоа да се повреди целиот систем на Совет на Европа. Одлуката на Советот на Европа доаѓа во екот кога се уште е актуелна темата со имињата на бугарските клубови Цар Борис III и Иванчо Михајлов, кои се отворија во Македонија, ако имаат рок од 3 месеци да ги сменат контроверзните имиња или да бидат избришани од Централниот регистар. И додека целиот свет во моментов се бори за енергија, плюс особено онаа бесплатната од обновливи извори, нашите иноватори за своите креации се одбивани од Фондот за иновации токму за вакви проекти. Пилевчанецот Зоран Тодоровски, познат како Дзнда, по втор пат е одбиен од фондот за својот проект ветерна турбина која што може да создава енергија и од најмал пробив преку така наречен Вентури ефект. Ако турбината би се произведувала масовно, не би чинила повеќе од 500 евра и лесно може да ја монтира секое домаќинство. Да нема потреба од ангажирање на посебен инженерски тим за изградба, посебни конструкции во различни ситуации, туку едноставно да дојде универзален производ, што може секој да го купи, да речеме, од супермаркет, да го постави во својот двор. Користени се материјали, делови од автомобили, делови од таа индустрија, што може да бидат лесно заменети од било кој тим, да не треба специјални нарачки, чекање и тие работи. Оваа турбина е планирано да произведува 1 киловат на час. Колку пак турбината се зголемува, толку ќе биде поголема и незината моќност. Оваа иновација особено може да биде многу корисна за разни објекти лоцирани на отворено поле или пак планини, каде има повеќе ветар. За влог од 500 евра да се вади киловат енергија, знаеме дека не може од никој друг обновливи извори, ниту од соларни панели, ниту од ништо. А зборувам дека комплетниот производ на крајот би требало да биде во комплет со се сите контролери, со се акумулаторски батерии, со се инвертери, за да може директно да се приклучи на електричната мрежа. Едноставно да, тука замислете имаме само штекер 220 волти и во него веќе има акумулирана енергија. Електричната енергија е планирано да се складира во акумулатори, што исто така се предвидени да бидат од автомобилска индустрија. Значи да нема специјална нешто потреба од специјални делови. Разочаран е од бирократијата на нашиот фонд за иновации и сега размислува со своите проекти да конкурира во странски фондови. Ги работам и техничките цртежи, ја правам и анализата и буџетот и сите тие работи и не ангажирам од предложените агенции од страна на фондовите што треба да го изработат тоа. И најчесто сум одбиен ради некоја анкета на странскиот пазар или
ја до крај нема да го работам тоа, бидејќи јас мислам како иноватор, ја треба да направам иновација, а не да се занимавам со економија. Освен ова, Тодоровски има уште голем број други иновации, како Неврофон М1 помагало за глувите лица кое што се носи на глава, модуларна мобилна CNC машина која што може да се залепи на зид и да гравира, работи исто така и на конструкција на роботи, а дури има и разработено идеја како би функционирал мотор за вселенска станица кој што не бара гориво освен струја. За Сител Дарко Штарговски. Шокантна статистика. Дури 70% од луѓето на глобално ниво страдаат од недостаток на витамин D, или недостатокот од овој витамин се движи 32% кај здравствените работници, 48% кај децата од 9 до 11 години и дури 76% кај трудниците, што понатаму има фатално влијание кај бебињата со автоимуни болести и други компликации. Според истражувањето на Афродита Танеска, специјалист за биохемиски анализи од Прилеп, ситуацијата била иста и во Македонија. Танеска вели веќе дека 2 децении светот се соочувал со пандемија од недостаток на D-витамин, а најголем причинител за ова бил начинот на живот во затворени простории, без излегување на сонце и неземањето на суплементи во зима. Доколку е летно време, многу е лесно. Се од 15 до 30 минути изложување на сонце го достигнуваме нивото на D-витамин, а доколку сме во зимски период, секако треба храна побогата со D-витамин, тоа е мрсна храна, масна храна, масни риби, млечни производи, мешунки, и сепак тоа е толку малку и не го задоволува на ниво на D-витамин, потребно да се земат суплементи. Пред се ништо да не се зема на своја рака, секогаш да биде со договор со матичен специјалист. D-витаминот стана актуелен со корона кризата, кога најголем дел од луѓето конзумираа вакви суплементи. Танеска вели дека сепак 100% научно не било докажано дека D-витаминот помага при заболувањето од COVID, но најголем дел од истражувањата воделе кон тоа. Едно наше истражување од Македонија направено од наш фармацевт докажало дека пошто короната ги напаѓа и клетките на белите дробови, дека при недостаток на D-витамин доаѓа до недостаток на сурфактант, една субстанца која што ги отвора алвеолите и се прави размена на гасовите. Сега при недостаток на D-витамин, немајќи го овој сурфактант, едноставно алвеолите се истишуваат и гдуваме како во празен балон. Но сепак, значи, уште треба време за да се докаже дека вистина постои корелација за дефицит со D-витамин и развојот и прогнозата на COVID болеста. Танеска издаде и труд за D-витаминот во зима, со истражување на лица од 40 до 80 години, со кое што се потврдува дека со староста и патолошките состојби се зголемува и недостатокот на овој витамин. За Сител Дарко Штарговски. И оваа година Радиочасот Глас од Македонија ја бара вашата поддршка, вашата парична помош за Глас од Македонија. Доколку мислите дека навистина ви е потребен овој радиочас, повелете, помогнете ја. Да спомнам дека $50 навистина не се многу да се дадат за најмалку за Радиочасот Глас од Македонија. Со тоа ја помагате и самата програма за да може понатаму да обстои. Инаку, како што реков, ограничен е рокот, така да помогнете ја програмата за да биде и понатаму со вас. А во вечерашниот прилог за Свети Климент Охридски ќе дадам и некои информации кои можеби ќе бидат чудни или за некои од вас неприфатливи. Но веќе се истражува и горе долу во брзо време ќе се докаже тоа што вечерва ќе дадам дел од историската гледна точка. Затоа и западните држави брзаат да уништат се што е македонско. Но нема да успеат зашто Македонија е светата земја која ја покривала цела Европа и пошироко, каде тогаш што е денешна Англија, Германија, Холандија и така натаму беше под мраз. Но да одиме со ред. Ако пелазгите или директните потомци, македонците, се проширувале се до Балтикот и на местата од прашумите граделе своји домови, исто како и овде со Торонто и околните градови кои порано беа фарми, така да едните кои беа скити од македонците, кои отишле кон истокот, како што се украинците, белорусите,
пољаците, чесите, словаците и така натаму, а другите наречени бриги, застанале во денешна Германија, Британија, Холандија, Швајцарија и други, за да германците ја наречат место Бриганија, тие во нивните книги на Нордиско-германскиот институт, што го формираа во 1853 година, напишаа Британија. И како што повеќе пати сум спомнала дека се што беше македонско, јазик, писмо, Македонија со име или ја направија Византија, Александар Македонски со Александар Велики, македонското писмо со име на филозофот Кирил, иако тој го проповедаше, а не го креира писмото, и се што беше македонско го подарија на новокомпонираните држави кои токму се од Германија и Англија. Тие држави беа формирани во 19 и 20 век, како што е Грција, антиката, потоа Бугарија, средновековието, а сега дури на Албанија им токмат за да во Република Македонија нас македонците не наречат дека сме малцинство. Од друга страна пак, евреите се големи фанатици, а исто така кога се работи за националното, сите се заедно и не дозволуваат да биде друг пред нив. Во една од наредните мои емисии ќе ги дадам така наречените сличности помеѓу македонците и евреите. Но овој пат само тоа да кажам. Евреите се народ македонски или пелазиски, кои примија евриска вера, исто како што и ден денес некои стануваат јаховини сведоци, некои будисти, муслимани и друго. Зборувам за европските евреи, евреите од Сирија, од Ирак, Египет, а не оние од Етиопија и слично што се со потемен тен. Но, како што реков, за нив ќе дадеме специјална емисија, иако и самите почнува да кажуваат по нешто вистинско за македонците. Како, например, во нивната еврејска Библија, наречена Тора, кажуваат дека во Стариот Завет биле спомнати само евреите и македонците. Иако веќе почнува да се докажува дека и тој Стар Завет беше напишан на македонски јазик, а тоа време што Западот го нарече паганско или поганско време, тоа беше рано христијанство, кога македонците веруваа во богови и богини према природата, а со така наречената рожба на Христа веруваа во светци и светињи, и пред Христа и во наша ера се одржуваат многу исти ритуали и други црковни настани. Тогаш биле светилишта, како светилиштото на богот на сонцето Амон-Ра, во кој Александар III Македонски најмногу верувал. Исто така самите евреи ја празнува оваа година, зборувам за 2022 година, нивната 5783 нова година на 25 септември. Додека пак македонската нова година 2022 година славеше на 21 септември, но по стариот календар, незината 7530 нова година, а кинеската 4523 година, тоа е веќе во февруари. Што значи, македонската нова година е најстара во светот. Овој пат ќе ви дадам само еден пример. Учениците на Климент по смртта негова, кои на ридот на Охрид наречен Имарет или Плаошник, црквата што ја изградил, а учениците ја довршиле, и над самата врата на црквата напишале 917-то Христово лето и 6425-то Господово лето. Што значи тоа? Да започнеме со овој математички израз. Ова година сме 2022 година, минус годината Христова 917, резултатот е 1105. Плюс 6425 Господове лето и токму се добива збирот 7530. Така да ќе ја употребам поговорката: ако баба лажи, трапот не лажи. Исто така евреите измислиле наводно христијанството дека почнало од Кајнив. Тоа е чиста лага. Има документ од 1579 година што во Ватикан е земен документот дека Охрид е местото што отпочна, каде што отпочна христијанството. Тој документ се најде во едно охридско село на Ридот, Рамне се вика. И слики што евреите ги покажуваат со пештерата и слично, тоа е кај местноста во Охрид што се вика Канео. Токму таму е таа пештера. Иако историски гледано према мене, Христо
е само псевдоним или просто кажано прекар или никнейм. Према мене Христо е всушност Александар III Македонски. Јас сум дала сличности помеѓу Александар и Христа, но ќе треба повторно да ве подсетам во идните емисии, а исто така во 1978 година во Леринско се пронајде икона теракотна, исто како што е иконата или фреската на Света Дева Марија, која го држи Христа како бебе во црквите. Овде теракотната икона е од 4 век пред нашата ера, односно Олимпија. Тоа е нејзино кралско име, а вистинското име е Марија, која го држи своето бебе Александар. Не би сакала да ме разберете погрешно дека зборувам овде сега историски, а и јас си верувам во Ристос или Александар. Но да се свртиме на темата што на самиот почеток ја кажав, прилог за Свети Климент Охридски. Свети Климент Охридски е роден во 1840 година, во 840 година наша ера во градот Охрид. Научник, писател, просветител кој заедно со Наум Охридски продолжиле да го просветуваат својот, како што Западот го нарекува, словенски народ, одејќи како мисионери до Киевска Русија. Морам уште еднаш да кажам дека глаголицата или како што велат старото словенско писмо е од Кирил и Методи е чиста измама, бидејќи Константин, филозоф или Кирил живееше само 42 години, а повеќе од јасно е за да се креира азбука требаат повеќе од 50 или 70 години. Има и пишани документи каде францускиот крал Шарлмајн или Карло Велики со формирање на Франција во 800-та година како држава, тој ја позајми Библијата напишана на македонскиот Цариград, за да цели 1000 години со македонските обичаи прославуваа во Франција. А светската историја што Западот ја направи, кажува дека глаголицата е креирана во 863 година. Навистина контрадикторно, зашто има и копија со слика на француски од Библијата позајмена од тогашниот македонски цар Константин VIII или 9, кога престолнина на тогашна Македонија беше Цариград или царевиот град денешен Истанбул. Се враќаме на Македонија во местото, односно за него и ден денес се пишува и зборува да спомнам за Свети Климент. Но јас би сакала да кажам дека кога се врати во Македонија, во местото Кутмичевица, Свети Климент Охридски, за да во Охрид го отвори првиот словенски универзитет со 3500 ученици, како што е заведено да учеа на најстариот универзитет во светот, за да потоа се отвори во Пелонија, а после тоа во Париз, Оксфорд, Кембридж и Виена и други. Словенечкиот академик Братко Крест пишува дека Охридската школа е првиот словенски универзитет и словенска академија, додека пак хрватскиот славист Свјатислав Јахич за црковниот и книжевен јазик на Охридската школа во основа пишува дека бил дијалект на македонските словени. Многу цркви во Македонија и Балканот, па дури до Русија, се изградија и бројот на црквите се повеќе се зголемуваше. Сите тие цркви, додека бил жив, па и по неговата смрт, биле украсувани со икони и фрески на ликот на Климента. Ликот на Климент Охридски бил на окови, на икони, на кожни подврзници на светите писанија, па дури и печатот на Охридската архиепископија со неговиот лик. Неговите ученици по една година, доградувајќи ја црквата во која е закопан Свети Климент Охридски, напишале на црквата Свети Климент Охридски Пантелеймон.
917, како што спомнав предходно, Христово лето и 6425 Господово лето. Исто така главата на Свети Климент Охридски, калуѓери од црквата Свети Јован Претеча, кај Бер во егејскиот дел на Македонија, ја украдиле и ја чуваат во својот манастир, создавајќи второ светилиште на Климентовиот култ. За Климент Охридски постојат житија и умотворби. За него и ден денес се пишува, зборува и пее. Така да, например, познатиот македонски поет охриѓанецот Григор Прличев, кој беше роден во 1830 година, а неговата куќа е токму сосед со црковниот храм на Свети Климент Охридски, кај што е гробот на Климент Охридски, Прличев посветува песна за овој наш охридски светилник. Еве што пишува. Ох, колку сум радосен, од иката година со срце го прославуваме Свети Климента. Оти во радости и во жалби во устите ваши звучи Свети Климент и пак Свети Климент. Свети Климент одбран Божи сосед, одбран меѓу сите свети што му аресале на Бога. Свети Климент, кој што го доврши преводот на светите писанија, кој што Свети Кирил и Методи не го довршија. Свети Климент, високо учен и свет писател, Свети Климент без сон, неуморен писател, Свети Климент, светозарно сонце за словените. И како што реков, не е само Григор Прличев што пишувал за Свети Климент Охридски. Ќе го спомнам и македонскиот поет велешанецот Рајко Жинзифов, кој беше роден во 1839 година, а потоа и уште многу други, меѓу кои академикот Блаже Коневски, па Славко Јаневски, а да не морам да кажам дека и во мои песни напишан е Свети Климент, па и во песни кај мојот сопруг Никола Белчевски. Климент Охридски умира во 916 година во Охрид, а во негова чест многу училишта, улици, државни институции, асоциации, друштва, а меѓу другите и цркви, како што и црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Со неговото име, најголемата пак црква е во Скопје, соборниот храм, кој го носи името на овој заштитник на Македонија, Климент Охридски. Па, нека е честит патрониот ден 8 декември на Свети Климент Охридски. Со таква честитка се јавува и председателот на црковната општина Свети Климент Охридски од Торонто, Владе Димитриевски, со својата управа и женската секција, кој сака најпрво да се заблагодари на сите присутни кои беа на банкетот, а воедно ним, како и на целиот македонски народ, да му посака идната година да го дочекаме и Божик и 2023 година со убавини, радост, среќа, но пред се и добро здравје и сите најубави работи за Македонија. Браќа Солунски, Кирил и Методи,
уште една празнична честитка. Нашите сонародници Ѓорѓи и Елена Кизовски од село Габреш, Ставре и Невена Костовски од село Рудари, како и Уранија Казакова од село Раби, сите со своите фамилии, на сите свои најблиски роднини, пријатели, соселани и целиот македонски народ им го честитаат празникот Божик и 2023 година, за да и целиот македонски народ добијат нови радости во 2023 година заедно со нашата држава Македонија. Тешка била нашата судбина македонска, по нас да се јадеме, секого да трпиме. Доста е мој народе, уште ли ке молчиме? Ако пак им простиме, од нас што ке остане? Доста е мој народе, уште ли ке молчиме? Ако пак им простиме, од нас што ке остане? Никогаш нема да е северна, една земја имам јас, мила Македонија. Никогаш нема да не смените, едни сме за секогаш, ние македонците. Джабели се бореле, животот го давале, сега јуди изроди, тебе да те продадат. Доста е мој народе, уште ли ке молчиме? Ако пак им простиме, од нас што ке остане? Доста е мој народе, уште ли ке молчиме? Ако пак им простиме, од нас што ке остане? Никогаш нема да е северна, една земја имам јас, мила Македонија. Никогаш нема да не смените, едни сме за секогаш, ние македонците. Никогаш нема да е северна, една земја имам јас, мила Македонија. Никогаш нема да не смените, едни сме за секогаш, ние македонците. Едни сме за секогаш, ние македонците. Последните минути да ги искористиме со позајмено од Македонската алијанса од Мала Преспа, за која од срце им благодарам, кои ми пратија напис околу британскиот историчар Марко Атила Хуаре, што уште еднаш, вика, го навлече гневот на грците со објавата на Твитер, во која бара условување на враќање на мермерните скулптури од Партенон од Британскиот музеј во Грција со Македонија. На Грција не треба да ги вратиме мермерите од Партенон само под услов
да и дозволи на Македонија да се нарекува себе си Република Македонија и да го сподели наследството на Александар Македонски Велики и на античка Македонија, е коментарот на Хуаре на насловот Грција во прелиминарни разговори со Британскиот музеј за мермерите од Партенон на написот во весникот Guardian, кој предизвика лавина реакции од грчки твитери. Влегувајќи во аргументација со грците, во наредниот професор на Сараевската школа за наука и технологија, кој дипломирал и магистрирал на Универзитетот Кембридж, а докторирал на Джел, им порача дека модерна Македонија има право да го слави наследството на античка Македонија, колку што има и Грција. Во продолжение, дел од одговорите на синот на британскиот преведувач Квинтин Хуаре и на хрватската новинарка и историчарка Бранка Магаш на прашањата од грчките твитерџии. Зошто грчката нација да се согласи на нелогична уцена и изнуда? Уцена и изнуда сакаш да кажеш како што Грција ја уценуваше Република Македонија и го изнуди договорот за промена на името. Се прашувам на кој јазик ќе го споделите наследството на Александар Македонски и античка Македонија? На бугарски? Што велите за современиот македонски јазик што грчката влада сега го признава? Значи, вие би додале изнуда на вандализмот и на грабежот. Одвратно, вандализам и грабеж сакаш да кажеш како грчката империалистичка анексија на голем дел од Македонија за време на Балканските војни. Територијата е и треба да може да се нарече себе си Македонија, а не Нова Македонија, но бугарите со испрани мозоци што мислат дека има директна и непрекината линија од античка Македонија до словенските македонци е смешно. Извинете, не се обидувам да бидам навредлив, само искрен. Линија е веројатно погрешна метафора, бидејќи во прашање се повеќе линии. Погрешна е идејата дека староседелците македонци некако исчезнале и оти македонското население потекнува целосно од словенските доселеници кои дошле во средниот век. Внатре во државата тоа е табу тема, а во времето на кога ВМРО беше на власт, беше уште и најлошо да се дискутира за територијата на антиквизација, а камоли отворено да се преиспитува и дебатира. Словените пристигнале во Македонија во средниот век и се измешале со домородното население, давајќи му го нивниот јазик. Сите модерни народи се мешавени на различни постари народи. Националистите сакаат да следат непрекинати линии од модерните народи до античките, но тоа е глупост. Тоа е што всушност британскиот историчар Марку Атила Хуаре го кажа во разговор со новинарката од Хрватска. И уште еднаш да ве подсетам за 28 јануари ќе има банкет во црквата Света Недела во Еџекс, а самиот приход ќе оди за изградба на црквата Света Марина во Мала Преспа. Затоа јавете се, цената е само $50, можете да се јавите до црковниот телефон за влезни карти на 905-426-5355. И во оваа наша емисија, како што гледате, се наближуваат последните 2,5 минути до крајот на самата емисија. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте на идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кој ќе дадеме повторно други поздравни честитки, а се разбира и други занимливости. Но пак в петок од 8 часот навечер, сите вие кои имате пристап на YouTube, отворете под The Voice of Macedonia од 8 часот навечер. Вашиот уредник и водител Драгица Белческа ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.